Музичкиот хит Километри имаше над 1.000.000 прегледи на YouTube каналот. 10 години музичка кариера и голем солистички концерт на 23 март во салата Борис Трајковски. Владко Лозановски, гостин во студиото на Репортер. Владко, здраво. 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 Поздрав до гледачите. Ти благодарам што прифати поканата што дојде во пресрет на концертот. Всушност на 23 март имаш прв 10 години музичка кариера и прв голем солистички концерт. Имаш ли трема, кажи ми прво, и како одат подготовките? Па, можам да кажам дека сум возбуден, со нетрпение го чекам денот да дојде 23 март. Искрено трема немам. Можеби не знам деновите кои ќе идат пред концертот, можеби ќе се појави, но мислам дека со текот на почнувањето на концертот, заедно со помош на публиката ќе помогнеме заеднички да таа трема воопшто не ни постои, ни да се осети, да почувствува. Така да се припремаме малку по малку и, како што кажав, со нетрпение го чекам денот. Ке имаш некои изненадување на концертот? Како ќе оди концертот? Да. Може малку да ни откриеш, еве? Па добро, секако дека ќе има некои моменти кои што би сакал искрено публиката да го видат на лице место таму. Секако се вика изненадување, да не биде откриено. Секако ќе има некои нови моменти, секако и со продукцијата, авална продукција која што стои зад овој концерт во неговата организација. Веќе сме во нормално нонстово комуникација, што ќе се случува и за подготовките и нормално и со мојот бенд секојдневно правиме проби. Дечките се одлични, супер се. Ти си спремен? Спремен сум, да, нема никаков проблем. Песните ќе бидат песни кои што ги одбележале овие последниве неколку години. Пред се ќе има оние хитовски песни, како што се Километри, Јако, не знам, Мандарина, Сонце не ме грее и ред други. Нормално ги очекувам да дојдат. Убаво да се забавуваме, да биде јако. Јас сум сигурна дека ќе биде јако со оглед на тоа што ти си пресискусен пејач, меѓутоа и Авалон продукција стои позади твојот концерт. Како дојде до соработка со Авалон продукција? Па, искрено, неочекувано. Така? Некако беше, како да кажам, блиц средбата наша. Средбата беше недела пред рекламирање на фактички на концертот. Се видовме со Бобан, предпоставам следејќи мојата работа, како се одвива текот на мојата кариера. И установивме да направиме голем концерт, да ги почастиме публиката со моите песни. Така да од прво видување се согласивме, се видовме со Бобан, спомнав зашто да не може да се направи таква комбинација. И според тоа, знаејќи не само јас, туку сите, цела Македонија, познавајќи нивната работа на Авалон, кои се, што се, нема потреба нивно објаснување, така да уште од старт нормално се договоривме да го направиме тој чекор. Пред самиот концерт подготвуваш и ќе промовираш нова песна. Мислам дека вчера или завчера на Инстаграм видов веќе најава. Песната се вика Мајко. Да. Некако ми се вида многу тажна фотографијата. Не можеш да ни откриеш све, меѓутоа еве можеш ли да ни кажеш нешто? Добро, може би од филтерот што го стави Даниел. Да, беше така. На самата фотографија, да. Фотографирате си оди мајката позади него. Да, има моменти има емотивни моменти песната. Песната е готова уште пред многу долго време, аудиото. Видеото го снимавме пред некој период, заедно со Даниел Јовески, кој што ќе се подпишува како режисер на оваа песна, на ова видео. Не би сакал многу да откривам што ќе се случи во песната, што би се случувало во видеото, би сакал да го видат на лице место и да кажат дали им се допаѓа и аудиото и видеото, па после тоа потом ќе зборуваме како поминало сето тоа, така да нека очекуваат за многу кратко време дека ќе излезе во етер. Така тогаш ќе се стрпиме, еве и ние, јас ќе се воздржам од понатамошните прашања. Ајде ќе оставиме Мајко на страна, ќе те прашам за песната Километри, која што навистина испадна многу голем хит, над 1.000.000 прегледи, ви во најавата го кажав тоа на YouTube каналот. Дури и твоите колеги ја препеаа твојата песна, Метија Надапчевич. Очекуваше ли толкова популарност и дека толку добро ќе помине таа песна?
Искрено ништо не очекував. Не очекував искрено толкова голема прашина се дигне околу таа песна. Многу пати го имам кажано тој муавет, тој разговор дека многу брзо се направи, сакавме да извадим да промовираме песна тој период кој што ќе биде поврзан нормално за тој период, за празникот Великден и неговата асоциација со тој празник. И одиме со намера да направиме секако добра песна, но не знаеме точно како ќе се одвива нејзиниот фидбек. Искрено многу сме задоволни од тоа како излезе и видеото, и текстот, и песната, и гледам дека многу луѓе сакаат публиката, емотивно доживува, гледам дека многу колеги, исто така голема благодарност до сите, поздрав кои што ја пеат, гледам ја пеат и на аудиции, не само во Македонија, туку општо и од другите земји. Да, видеото веќе има 5 милиони прегледи. Се уште Великден не е дојден. Јас најава да требаше над 5 милиони прегледи. Можеме тој после да го... Така да, продолжуваме со во истото темпо со Лазар, со Магдалена, со целиот тим, со Даниел. Да, тоа е тимот со кој што сработуваш и свесен дека... Кажав и на едно интервју, мислам дека беше во Антена, каде што Лозано како Лозано не е само јас, туку тоа е 40% мојата индивидуа, туку има цел тим кој што работи позади мене, а последниве неколку години, тоест од почетокот на мојата кариера, тоа се Лазар Цветковски, Магдалена, тука се и мојата сестра Марија, кој што безусловно ме поддржува во секој аспект. Ти се допаѓа Тијана како ја преработи километри? Одлично, да. Тијана е одличен изведувач. Баш и кај неа беше промоцијата, искрено, на песната, во незината емисија во Еден ТВ. Видеото, односно, и мислам дека од првиот момент и се допадна на Тијана и на целата екипа таму што беше. И стапивме во контакт, Тијана и се допаѓаше многу песна, дали може да ја испеам и на мој начин, на друг јазик. Со Лазар исто така разговаравме зошто не, јас би сакал што повеќе нашите песни да бидат препевувани, да бидат ширени, така да гледам не само километри, туку општо и сите други песни нонстоп добивам тагирање на мојот Инстаграм, каде што се пеат на секакви евенти и баш ме мило околу тоа, значи има ефект од нашата работа. Така, ја промовираше километри, после тоа следеше јако, мислам дека ја снимаше во... Да, ја снимавме во Кушадаси. Во Кушадаси, во Турција, да. Тоа е она песна, односно спот во кој што имаш така, можеби малку по-провокативни сцени, некако не изненади сите пријатно. Па така беше позитивна таа песна. Аудиото е нормално со позитивен момент и нормално и такво видео следеше после таа песна. Која е девојката од кој што појава? Девојката е Мартинија од Куманово, моментално не е во Македонија. Работи странство. Преубаво изгледа девојката, преубаво си ја одглуми моментот во видеото. Убаво одглуми во... Добро, ја пешачам повеќе така. Добро, малку да се насмееме. Доби награда Оскар на популярноста во Бања Лука пред... Да, вчера. Вчера, да. Каква награда е таа? Оскар на популярноста мене ми е второ учество таму, каде што се појавуваат најпопуларните изведувачи од регионот во Босна. Претходниот пат бе во Тузла, сега во Бања Лука. Веќе добро се запознаени тој регион за мојата работа. Ајде малку да го ставиме концертот на страна, пак ќе те прашам за музиката, ама од еден друг аспект беше, особено се крена голема прашина кога се го откажа настапот за прославата која што се подготвуваше во Охрид, нели, за влезот во ЕУ и во НАТО. Јавно на Facebook напиша дека се повлекуваш од тој настан и рече за секоја моја постапка, стојам за секоја моја одлука, без оглед какви ќе бидат последиците. Зошто реши да не настапуваш и дали после тоа имаше луѓе кои што те поддржа, имаше луѓе кои што те критикуваа. Како се носиш со целата таа работа? Зошто прво се тргна на страна и не сакаше да пееш со таа екипа таму? Па, видете, тој период беше малку и моментот каде што требаше да се настапува беше премногу осетлив. Искрено, не познавајќи претходно за каков настан точно станува збор, кога видовме дека се крена огромна прашина, дека на многу луѓе тој им представува голем терет и
некако настана конфликт околу публиката. Решив да искрено да не се појавам на тој настан поради тоа што како што го напишав на тој статус дека јас не ги делам воопшто луѓето на вакви и онакви, публиката треба да сепак ние сме ентертејмент, треба да ги забавуваме, не да ги делиме на некој начин и мислам дека правилно постапив. Имаше нормално луѓе кои што и беа задоволни, но некои незадоволни, сепак одлуката не беше лесна, беше многу тешка и мораше екстремно брзо да се реагира, така да одлучив да не се појавам. И колку сметаш дека на тој начин си направи лошо или добро на себе во однос на фановите и во однос на тоа дали имаше последици после тоа некакви? За среќа мислам дека немаше последици. Во однос на кариерата, во однос на себе, да речеме. Според мене мислам дека тие работи не треба да се мешаат. Искрено тука во овој регион, во Македонија, поради тоа што многу осетлива таа работа, не е како во другите земји каде што политиката не е баш на високо ниво. Мислам повеќе одат кон ентертејмент. Мислам дека повеќе луѓето треба малце да се опуштат, да им биде малку покомотно и да повеќе да размислуваат кон тоа, да се забавуваат, да слушаат музика повеќе, не знам, да гледаат спорт. Знам дека многу е напната ситуацијата и мислам дека малце треба опуштање и малце да се забавува народот тука во Македонија. И затоа ето повторно ги поканувам нека дојдат на 23 и си пееме. Ја верувам дека ќе дојдат на 23 дека ќе пеете сите во еден глас. Ама пред година и пол, нели кога дојде преско студио, нели ти рекол го гледав минатиот пат интервјуто, да се потсетам што сме разговараме. Да. Најави свадба. Свадбата не се случи, наместо тоа имаш разделба. Има ли љубов во твојата живот, во твојот живот, некоја нова љубов? Зошто? Боже би е глупо да те прашам зошто се разделивте, ама ете на нас некако сите медиумите кои што го следевме твојот љубовен живот, ни дојде како гром од ведро небо, разделбата со Савка. Како и тоа го помина, еве? Па како го поминав? Па добро, секако како и секоја работа, секој чудо 3 дена, викаат. Да, не значи дека нема да има таков момент, нормално дека мора да се случи тоа. Како што кажав, секој чудо за 3 дена, нормално љубов има секогаш. Така. Кога ќе има нешто официјално би го споделил нормално и со вас. Знам дека не ви се допаѓа одговор кога ќе кажам дека не е нешто официјално, но кога би имало официјално би ви кажам. Добро. Со задоволство. Значи да не те малтретирам веќе како го преброди раскинувањето, сепак по долго време бевте во љубовна врска. Па добро, нормално, секое разделување не е убаво чувство, секако болно чувство е, но секако сите имаме сили дополнително да ги пребродиме. Не те малтретирам веќе во љубовта, еве гледам дека си краток во одговорите. Ајде ќе те прашам нешто друго, исто што знам за тебе. Знам дека често играш фудбал, дека ти е фудбалот пасија. Играш ли уште со твојата екипа, музичари? Со сите играм. Со сите играш, така. Се нервираш ли, псуеш ли на теренот кога баш и се чудат сите соиграчи како можам тоа да го. Но некако тоа го гледам како опуштање, како мое задоволство и не сакам воопшто да влезам во конфликт со никого. Имало моменти нормално, но тие биле минорни онака. Секако добро и таков момент да има. Играм буквално со секој кога имам прилика. Сега овој период не можам искрено многу да Добро, сега мораш да се спремиш поради подготовките со концертот, но искрено игравме 2 до 3 пати во неделата, се собираме и со музичари, колеги, пријатели, некогаш и со професионални кои што се занимаваат професионално со фудбалот, но тоа е секако рекреативно. Оно што го знам исто за тебе дека често младенците те доаѓаш на свадби како изненадување за младенците. Кои песни ги бараа тебе да ги отпееш, да им ја отвориш свадбата или кога ќе се појавиш на свадбата? Со кои песни најчесто настапуваш? Па зависи, најмногу 90% обично ми ги бараат моите песни, што ми е драго. И ги пеам обично позитивните песни, да не се депресивни, поради тоа што е свадба и е ден за веселење. Но има моменти кога вистина младоженците ќе сакаат да ја слушнат таа песна. Нормално со нивно одобрение за се, поради тоа што тоа е нивен ден, не е мој, ја не сум битен, тие се битни.
И нормално, обично те ги барат последните песни кои што се испромовирани без јако не поминува, па дури километри, иако е носталгична, но сепак ја сакаат таа песна и поминува многу добро. Сепак позитивни се песните кои што одат, но покрај моите има и некои општо познати песни кои што ги сакаат луѓето. Има и понекоја народна. Знаат дека ги пеам народните песни. Обично на почетокот има моменти кога ќе испеам некоја одлична македонска народна песна, ја ги сакам тие песни. Но се зависи со договорот со младите, поради како што кажав, тоа е нивни ден и кои што треба да го паметат цел живот, ќе го гледаат на касети, ќе се, тоест беа касети, се не се касети, на USB. На USB. Ќе се присетуваат на тој момент и така да јас сум таму да им го направам денот уште подобар. Ако те прашам твојата свадба со која песна би отворил, претпоставам ќе ми кажеш официјално, ќе ти кажам кога ќе... Искрено не сум размислувал. Така? Не знам, немам омилена песна, искрено. Има моменти кога некоја си песна во моментот ќе ми биде омилена, но после тоа не ми е. Не знам зошто. Но се потсетувам на некои си песни кои што како дете сум ги слушал и сакам да ги слушнам. А не знам, отварање појма немам, не знам што би. Ја оставил на бендот, но не им се мешал, нема да се мешам околу тоа. Така да цела естрада ми се пријатели, сите би ги повикал да испеат по една песна. Па ти не можеш да пееш на това. Не, нема шанси. На 8 март треба да се промовира евровизиската песна која што годинава ќе представува Македонија. Со оглед на тоа дека настапувавте со ЕСМА на Евровизија во 2013 година. Во Шведска. Во Шведска. Имаше првичната песна беше Империја, па потоа ја сменивте песната. Кога гледаш денеска од оваа перспектива, а Македонија еве наназад со години не влегува во финалето. Сгрешивте ли што ја сменивте песната или не? И зошто мораше да се смени тогаш евровизиската песна? Заеве да им се допадне на луѓето, ама очигледно дека ние со која песни да отидеме некако несломно поминуваме на Евровизија. Па добро, 2013 беше малце одамна и морам да се присетам што точно се случуваше. Да, првата беше Империја, па после тоа беше Пред да се раздени. Видете, одлуката е секако на продукцијата кој што има лиценцата. И обично одиме според агендата нивна. Ти одлучуваат кој ќе пее, каква песна ќе пее, но според тоа моје мислење дека ако го викнат изведувачот тој што ќе пее, треба да го пее стилот тој што го пее. Доколку му се наметни нешто друго, не е веќе тој артист. Тоа е некој друг. Мислам нека сгрешија, јавно можам да кажам дека со изборот на некои работи, Евровизија на некој начин ми беше позитивно искуство, но и не ми беше. На некој начин. Јас искрено прво си поминав со ЕСМА, покојна ЕСМА, таа беше прекрасен изведувач и како изведувач и музичар и како жена, но имаше многу моменти кои што немаше потреба се мешаат некои работи. Се промовира Империја првично промотивно, дури јас не ни го видов спотот, поради тоа што многу на брзина се случија многу работи, го снимивме неколку кадри, имавме аудио, а после во монтажа не ни го видовме, директно и ние ја видовме промоцијата, и јас и ЕСМА и многу други луѓе. Немаше добар одзив кај народот, имаше некако не ја сакаа таа песна и одлучија самите да ја повлечат продукцијата и да направиме некоја друга. И излезе Пред да се раздени, која што беше Тебе лично која повеќе ти се допаѓаш? Според мојот стил Пред да се раздени, дефинитивно. Поради тоа што беше вклучен и мојот продуцент Лазар Цветковски, тој многу добро ме познава. Каков лик сум, каков изведувач, што точно мене ми лежи, и затоа работиме долго време од стартот на мојата кариера. Тука беше и Дарко Димитров, кој има преголемо искуство кога станува збор фестивалите, односно Евровизија. Евровизија и оваа година две држави ќе представува Дарко Димитров повторно. И така да, тоа беше што се случи во 2013 година. Ја имам слушната песната на Тамара, преубава е. А веќе имаш слушната? Јас имам, да. Не претрка. Одлично е, морам да кажам. Така. И нема ништо да откриам друго. Што мора да е слушна нормална јавност.
Владко, сосема за крај, кои си идните планови музички, откако ќе заврши концертот? Имаме многу планови. Не застануваме тука. После мај кој ќе има и многу повеќе музика. До лето ќе се случуваат многу интересни работи. Можам да кажам дека го работим и новиот проект со Лазар Цветковски како албум, кој што би сакал да го збориме во следна прилика, можеби после концертот. Така. Но веќе отпочнуваме со песната Мајко за тој проект. И тоа е тоа во принцип, потом ја чекам да дојде 23 март во ВИП Арена Борис Трајковски да се поминеме уште еднаш преубаво. Влезниците ги има на avalon.mk. Така. Може таму да си набават, а има нормални продажни места кои што ги има напишан на нивната страница. Да не ги кажам се, да не сгрешам некое продажно место. Слободно нека си набават карти, додека има. И како викаш, ајде дојдете убаво си поминеме да слушаме музичка. Јас знам дека ќе ти биде одличен концертот. Дај Боже. И ти посакувам уште еднаш успех во сето ова што го работиш. Ти благодарам на гостувањето. Ти благодарам.